Бурни реакции меѓу експертската јавност по новите антиковид мерки на владата. За дел од докторите, одлуката за поделба на граѓаните на вакцинирани и невакцинирани, со која на оние што не ја примиле вакцината против COVID-19 им се ограничува можноста за социјализација и извршување на секојдневните потреби, е погрешна и нема никаква логика со заштита од коронавирусот. Микробиологот Никола Пановски иронично коментира дека носењето маска на планина и на нива не била толку глупава мерка. Со документ за прележаност која се случила не порано од 9 месеци, Швајцарија го промени на 12 месеци. Можете да патувате во Европската Унија без вакцинација. Кај нас во кафиќна тераса не смееш да влезеш ако минале 45 дена. Носењето маска на планина и на нива не била толку глупава мерка. Секогаш може поглупаво. Критики за власта пристигнаа и од првиот човек на Комисијата за заразни болести, доктор Жарко Караџовски, кој со месеци не се појавил во јавноста. Но вчера ја искритикува владата дека не ги послушале епидемиолозите, кога барале да се забрани организирање на свадби во затворен простор во текот на целото лето. Ако тогаш имавме десетици случаи, денес имаме околу 1200 случаи, така што ситуацијата е неизвестна со тенденција да се влошува. Ова ни се случува поради целосното непочитување на мерките во некои делови на земјата. Големата организација на свадби и други забави каде што не се носеа маски и немаше дистанца. Ако ми кажете стотици, би рекол дека имаше илјадници венчавки, на кои некои заборавија дека вирусот постои. Од друга страна, стручната фела се погласно зборува дека најлошото од новиот бран допрва доаѓа. Доктор Горан Кунгуловски предупредува дека пикот на последниот бран ќе може да го очекуваме во септември и алармира дека делта сојот е далеку позаразен, па не ја исклучува можноста секој 20 граѓанин во земјава да дојде во контакт со вирусот. Министерот за здравство Венко Филипче вели оти рестриктивните мерки сепак ги поттикнале граѓаните да се вакцинираат. Со воведувањето на новите мерки интересот значајно се зголеми. Дневно се вакцинираат околу 12 до 13 илјади луѓе, претходно беше 2 до 3 илјади, што значи дека расте свеста кај граѓаните за потребата од вакцинација. Искрено верувам дека не само поради мерките кои што се предложени, туку и поради тоа што фактите и бројките јасно укажуваат на тоа дека вакцинацијата е единствениот начин со кој што ние може да смениме сликата за пандемијата. До сега во Македонија вакцинирани се над 620.000 граѓани, а прва доза вакцина примиле половина милион граѓани.